Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Денеска православните христијани го одбележуваат Иванден, раѓањето на Јован Крстител. Прилепчани со плетење на венец во манастирот кој го носи името, со децении го одбележуваат празникот. Самостојниот синдикат на новинари на Македонија оствари средба со прилепските новинари. Прилеп се подготвува за пивофестот, комуналците го уредуваат централното градско подрачје. Водата во локални водоснабдителни системи и јавни чешми во одредени населени места технички е неисправна. Прилепчанка, македонска државјанка, пронајдена мртва во стан во Солун. Времето денеска сончево и топло со температура до 28 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Елизабета Филиповска. Денеска православните христијани го бележат празникот Иванден, раѓањето на Јован Крстител. Прилепчани со плетење на венец од цвеќе во манастирот кој го носи името, со децении на ваков начин го одбележуваат празникот. Самостојниот синдикат на новинари на Македонија оствари средба со прилепските новинари. На средбата стана збор за надминување на незавидната состојба на новинарите и медиумските работници и потребата од потпишување на колективен договор со медиумите, со кој се подобруваат заштитата на работничките права на новинарите. Документот е клучен чекор за формално гарантирање на работнички права на новинарите и медиумските работници, со кој се утврдува минималната плата, условите за работа, додатоците на плата и заштита од арбитрирано отпуштање на работници во медиумската сфера. Воедно стана спори за важноста од родова еднаквост и почитување на новинарската професија кога е во прашање жената, каде можностите за говор на омраза и сексизам, особено на онлайн мрежите, е се поприсутна. Во пресред на престојниот пивофестивал, екипите од јавното комунално предпријатие Комуналец, задолжени за одржување на јавното зеленило, интензивно работат на уредување на плоштадот Александрија и неговата околина, каде и централно се одржуваат сите настани на пивофестивалот. Плоштадот кој представува едно од најпосетуваните и најпрепознатливите места во градот, деновиве добива дополнителна, свежа и уредена површина, содавајќи пријатен амбиент за сите граѓани и за посетителите кои што ќе дојдат на фестивалските денови од 17 до 19 јули. Воедно, општината одржа и последни координативни средби со представници на јавните предпријатија, територијалната противпожарна служба, полицијата и други институции вклучени во организирање на реализацијата на пивофестивалот 2026 година. Во организација на општина Прилеп, вечерва на голем екран на камената бина на плоштадот Александрија повторно ќе бидат прикажувани два надпревари од осмина финалето на Мундијалот. Возбудувањата почнуваат од 18 часот со надпреварот меѓу Аргентина и Египет, а потоа во 22 часот своето место во четвртфиналето од Мундијалот ќе ја бараат Швајцарија и Колумбија. Инаку ова се двата последни осмофинални надпревари, победниците од нив ќе се сретнат во меѓусебен дуел во четвртфиналето. Обезбедени се монтажни трибини за повозрасните, а за немалите големи прилагодени фотели.
за целосно уживање во неколку часовното спортско задоволство. Водата во локалните водоводи и јавни чешми во населените места Лагово, Загорани, Веселчани, Волково, Прилепец не е технички исправна и потребна е соодветна дезинфекција, информираат од Центарот за јавно здравје Прилеп. Прилепчанка, македонска државјанка, пронајдена мртва во стан во Солун. Девојка 23 години од Македонија вчера попладне пронајдена мртва во стан во Солун. Информациите се дека родителите на девојчето кој потекнува од Македонија ја барале безуспешно. Потоа роднина на девојката отишла во станот и ја пронашол мртва. Од форензичкиот преглед на телото и од доказите собрани досега од страна на грчките власти не се видливи траги од насилство. Истрагата е во тек. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност. Во Прилеп облачно со максимална температура до 26 степени Целзиусови. Дуваше слаб ветер од променлив правец. До утре времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Попладне ќе има услови за појава на локална нестабилност со пореен дожд, засилен ветер и појава на грмежи. Потоа следува период на претежно стабилно време со пораст на дневната температура. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески, 2026.